Сега петиот бран е очигледно најважниот што треба да се препознае во целата низа, бидејќи ќе ве предупреди на фактот дека најголемата корекција, ако е поголем степен, откако започна таа низа од 5 бранови, е на прагот да се случи. За среќа, петиот бран е најлесниот бран за препознавање на два различни аспекти. Тоа се технички и фундаментален аспект. Од техничка гледна точка, петиот бран е секогаш послаб од третиот. Во речиси, секој мерење не мора да биде пократок од бранот 3, но ако го анализирате техничкиот развој на бранот 5 во однос на бранот 3, и тоа во однос на брзината на движење на цените и веројатно најважното учество на акциите, ќе откриете дека е послаб од третиот бран. Волумот почнува да се намалува во петиот бран и во петите бранови кои што траат една година и оние кои што траат ден и пол, ако ги споредите со моќта на третиот бран, ќе откриете дека непосредно паѓање на учество не е толку силно. Тоа е веројатно најголемиот технички клуч за да го идентификувате петиот бран. Обично, особено на помали степени, средниот и помал обем исто така ќе биде помал во петиот бран. Има многу моќ, луѓето инвестирале многу во третиот бран и немаат толку многу куповна моќ. А тоа се гледа во техничката состојба на петиот бран. Втората област е фундаменталната област. Во практично секој случај ќе откриете дека петиот бран има проблеми зад себе, а третиот бран го нема. Сега запомнете дека петиот бран го следи четвртиот бран. Четвртиот бран е корекција и обично фундаменталната позадина на весите за време на четвртиот бран е прилично лоша, позитивна позадина што конечно ја генерира третиот бран. Преминала во послаба. Пострашната позадина што ги тера луѓето да излезат на корекција на четвртиот бран, па петиот бран покажува подобрување во однос на четвртиот бран. И тоа ги прави луѓето многу оптимисти, велат дека работите се подобруваат, но ако се повлечат и ги наблюдуваат графиконите, ќе може да забележат условите во бранот 3 воопшто не се силни моментално во петиот бран како што биле во третиот, и тоа е уште еден многу силен указател дека бранот 5 навистина се случува. И сега да сумирам. Во целиот овој систем постои само 3 правила што мора да ги следите. Причината зошто е важно да се нагласат правилата и да се запомнат е тоа што повеќето луѓе не го прават тоа, и ако прочитате многу толкувања на Елиот, може да најдете многу кои што не ги знаат и не ги почитуваат правилата, и тоа е една од причините зошто некои луѓе сметаат дека грешат. Правилата се таму со причина и ги опишуваат вистинските начини на кои се однесува некоја цена, и ако се обидете да кажете дека овој пат е различно, овој пат ќе ги отфрлам правилата, затоа што моето мислење ми е поважно, ќе завршите со правење на грешки, а и со изгубен капитал. Први ги трите правила, ако ги запишете и не ги прекршите, ќе бидете подобри од повеќето луѓе кои се занимаваат со овој пристап. Првото има врска со вториот бран. Вториот бран не може да оди на нова најниска цена, може да се врати до 100%, но не може да оди на нова најниска цена. Вторите бранови можат да се појават и како раст, односно релиз, а потоа не може да одат на нова најниска точка. Основното резиме е дека вториот бран не може да се движи подалеку од почетокот на првиот бран. Второто правило важи за третиот бран. Третиот бран никогаш не може да биде најкраткиот бран, а тоа пак не значи дека мора да биде најдолгиот, туку едноставно никогаш не може да биде најкраткиот бран. Помеѓу првиот, третиот и петиот, така наречени импулсивни бранови во однос на движењето на цената. Третото правило има врска со четвртиот бран.
Елиот забележал дека четвртиот бран никогаш не завршува на ценовната територија на првиот бран. Од тука ќе направиме голем чекор напред. Да претпоставиме дека овој график е годишниот график на акциите во текот на неколку децении. И гледате многу јасна структура од 5 бранови. Но се представете како секој од овие 5 бранови се дели, па Елиот така се прашувал и многу јасно го донел својот заклучок и открил нешто многу интересно. И доколку го погледнеме сега, првиот бран добил форма од 5 бранови нагоре, доколку поменуваме пак, ќе забележиме дека и психологијата е иста. Имаме главно дно тука, потоа бран 2, каде што луѓето мислат дека е дел од претходниот bear market, бран 3, силниот дел, четвртиот дел, повлекувањето и петиот бран. Директно во врвот што се случува во петиот бран. Неголемата корекција откако завршува низата и тоа движење од 5 бранови станува градежен блок за следното поголемо движење од 5 бранови. Добро што е со петиот бран, тоа е всушност истата структура што сме ја имале во првиот бран. Истото важи за петиот бран кој е поделен на 5 бранови директно до врвот. Оваа структура се нарекува импулсивни бранови и мора да запомните дека структурата од 5 бранови како оваа се начинот на кој пазарот се распаѓа кога се движи во насока на еден поголем тренд. Во овој случај главниот трend е нагорен, што значи дека брановите ќе добијат таа структура од 5 бранови. Брановите пак 2 и 4 секогаш се движат против трендот. Утениот со големиот тренд се движат спротивно на тоа, па се случува неколку работи. Првично, наместо да се движат во основна насока, тие се движат спротивно на тоа и никогаш не им е дозволено да ги развијат сите 5 брана на психологијата во спротивна насока. Има премногу притисок што го спречува пазарот да ви даде корекција од 5 бранови во контратренд движење. Втората работа што се случува е бидејќи постојано различни предности во наредните фази против кои корекцијата може да работи. Постојат различни начини на кои пазарот може да создаде корекција. А не само што не гледате структура од 5 насоки, туку гледате многу поголема разновидност во корекциите. Бул маркетите имаат тенденција да бидат полесни од корекциите, бидејќи постои само една главна форма. Ние само ја видовме структурата од 5 насоки кога се движе во насока на еден поголем бул маркет. Но движејќи се спротивно на трендот, гледате нешто различно. Гледате различни начини на кои пазарот може да се подели или создаде корективен модел. Сега, нема да одиме во сите детали во моментов за тоа како изгледат овие корективни модели, постојат модели, тоа ќе го разгледаме подоцна. Па така постојат 10 различни корективни модели и кога ќе гледаме примери од реални графикони, нема да видите структура од 5 бранови кои што се движат во спротивна насока од трендот.